Сипаниците и натаму активни во нашата земја. Оваа недела е забележан голем број на случаи заболени од оваа епидемија. Податоците од Институтот за јавно здравје велат дека минатата недела се регистрирани 104 нови случаи. Епидемијата на мали сипаници е во ек. Можам да кажам во текот на изминатата недела имаме пораст на бројот на заболени. Значи немаме најава дека нешто се смирува, со мали осцилации на неделно ниво. Вкупната бројка на заболени на неделно ниво е тука некаде. Ова недела бележиме најголем број, 104 нови пријавени имаме, од кои што најголем дел се од Скопје, 74, а останатите 30 се од 9 други различни градови во Македонија. Од Институтот за јавно здравје известуваат дека сезоната на сипаниците и грипот ќе трае уште неколку недели. Од грипот починати се 22 лица, според лекарите агресивноста на грипот е последица на порастот на сериозни акутни респираторни болести. Оваа година тенденцијата на појава на потешки заболувања, така наречени сериозни акутни респираторни заболувања е поголема, не само кај нас, туку и во најголем дел од европските земји, па како резултат на тоа се регистрираат и зголемен број на тешки акутни респираторни болести кои што завршуваат најчесто на интензивна нега, а се разбира адекватно на тоа и зголемен број на смртни случаи. Во нашата држава во текот на минатата недела се регистрирани 7 нови смртни завршитоци. До сега се вакцинирани 17.000 лица до 14 годишна возраст. Од Центарот за јавно здравје апелираат сериозно да се свати грипот, бидејќи како што велат можни се смртни последици. Тие апелираат да се вакцинираат сите деца до 5 годишна возраст кои имаат слаб имунитет, но и возрастните кои не ја примиле вакцината РМП. Епидемијата на сипаници е прогласена во регионот на Скопје, Тетово и Гевгелија.